Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Пријатели, добар ден и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборуваме и одговараме на многу интересно прашање. А тоа прашање е поврзано со една пречка која што многу од нас ја имаат и знам дека многу од луѓето се оптеретуваат со ова прашање и можеби љубоморат на некому кој што не се оптеретува со тоа прашање, а тоа е зошто можеби некој јаде се, а ништо не му се фаќа, а додека мене и водата ми се фаќа. Сега, денеска ќе ви дадам многу јасна слика и ќе ви објаснам зошто тоа се случува. Прва работа, луѓето кои што можеби имаат добра генетика и луѓето кои што едноставно телото им има добра карика на ова поле, а тоа значи дека можеби нема да покачат телесна килажа иако животните навики им се крш, не значи дека едноставно сите метаболички процеси им се во ред. Некаде 10% од земјинава популација, односно 10% од луѓето едноставно имаат генетика која што им е јака на таа страна. И имаат генетика која што можеби многу тешко ќе им даде да нивната килажа попушти и да нивната килажа се зголеми во такви проценти и такви бројки кои што многу од вас можеби вие ноќна мора. Од друга страна, други 10% од земјинава популација со неквалитетниот начин на живот можеби имаат генетика која што нема да попушти на некое друго поле, да не знам, да навлечат повреди, да можеби се појави некоја болест на коски, да можеби се појави некоја друга здравствена состојба. 10% од земјинава популација можеби нивната генетика им е појака на некоја друга страна и така натаму. И искрено, ако зборувам за килажата и за вишокот на килажа, многу од вас, односно 90% од вас кои што исхраната веднаш покажува на вашата килажа, бидете среќни затоа што е тоа така. Бидејќи, верувајте дека е многу полошо да генетиката ви е послаба на некоја друга, можеби карика од вашето тело, која што значи, не знам, дисфункција на некој витален орган или некоја посериозна здравствена состојба која што не ја посакувате и слично. Тоа значи дека неквалитетниот начин на живот мора да си ја земе цената. Кај некого од вас тоа значи вишок на килажа, кај некого од вас тоа значи лош имунитет, кај некого од вас тоа значи подуеност, киселини, нередовна столица, кај некого од вас тоа значи хормонален дисбаланс и можеби проблеми со тироидна жлезда, кај некого од вас значи можеби дисфункција со црн дроб, со крвна слика, со бубрези и така натаму. Значи не е возможно да нездравите навики не си ја земат својата цена. Некојаш и многу различни цени плаќаме за тоа што едноставно не живееме квалитетно и здраво, но сепак, на крај крајава секој од нас треба да си одлучи како ќе живее и можеби која цена ќе ја плаќа. Дали ќе ја плаќа цената на моменталното задоволство и на моменталното немање на карактер и волја да можеби издржи пред некои предизвици, или ќе ја плаќа цената на каење, цената на жалење, цената на тоа дека можев и цената на можеби давање пари по лекарства, доктори, болници и така натаму. Секој од вас се одлучува, но по ова прашање ако зборуваме за тоа дека некој се јаде, а ништо не му се фаќа, окей, таква му е генетиката, тоа е тоа, има одреден процент на луѓе кои што ништо не им се фаќа, но верувајте дека сепак и тие луѓе можеби ќе се оптеретуваат и ќе се мачат со некој друг проблем кој што едноставно мора да се плати, како што кажав, цената за неквалитетните животни навики. Така да, дечки, тука ве оставам и слободно, значи, ако имате можеби некои дополнителни прашања по оваа тема и поврзани со некои примери кои што реално ги доживувате и ги имате во вашето обкружување, слободно искористете го Ask Јосиф хаштагот и ќе ви одговорам она што го знам јас и она што го практикувам на себе и со луѓето со кои што работам. Се одјавувам тука и се гледаме во наредното издание. Чао, чао!